Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте во уште едно мое сега е веќе пополноќно доцна вечерно шоу, четврто поред, со супер интересна тема. Меѓутоа, сметам дека и онаа тема што беше претходната недела беше многу интересна, не затоа што јас сметам така, туку затоа што вие сметате така, бидејќи на мојот официјален службен канал Петовски мейл, ми пишавте многу мейлови на milenko@kanal5.com.mk, каде што баравте контакт со мојот гост од минатиот пат, Даниел Велјановски, каде што баравте сајтовите, каде што ги баравте неговите сајтови, адресите да ви ги дадам и така натаму. На најголемиот дел од вас, всушност се обидов на сите да одговорам и ако некој случајно не добил одговор, нека ми прости од оваа позиција, бидејќи навистина многу имаше мејли ваши кои беа заинтересирани. Луѓето едноставно преку емисијата открија дека постојат такви момци кои имаат србите еден израз ничим изазваним, прави проект кој е рамен на некој проект што би требало да направи држава, институција во држава. Сходно на тоа, затоа веднаш ќе минам на читањето на имейлите, односно на оние имейли кои ги одвоив, од многуте кои ги имав. Јас минатата година направив еден рекорд со имейлите кога беше она емисија за кулите близначки, односно кој ги сруши и кој атакуваше на Америка на 11. септември. Втора по вредност емисија која имаше по број на имејли е токму оваа која беше минатата недела. Меѓутоа ве одвојувам неколку да ви ги прочитам, па за веднаш потоа да минеме на темата на вечерашната емисија. Манолинов вели, зошто упорно се избегнува фактот кој што стои на Википедија дека Гонца Бојаджију е влаинка. Не знам дали се роден Скопјанец, ама сите знаат дека местото кај што била незината куќа, каде што била родена, се наоѓа во Влашко Мало. Сите знаеме дека во Влашко Мало. Инаку Антонио Манолинов ова во еден поголем текст од контекст извадено во врска со тоа со сајтовите на мојот гостин од минатата недела, каде што Гонца Бојаджију, односно мајка Тереза, е пишана како албанка. Смета Антонио дека е влаинка и дека е од Влашко Мало, што е многу точно. Натаму Васко Едровски вели, инаку како новинар си број 1 светска велесила, нема новија простори тука и многу пошироко таков како што ги елаборираш ти темите, само така напред, вели Васко, благодарам. Натаму Додов Борис, господине М, тоа веројатно сум јас, ми се допадна последниот гостин, благодарам на Додов. Александар Јанкуловски, не си разработил некоја мистерија во оваа сезона на емисии, дали спремаш некои такви теми оваа сезона или концептот на емисиите ти е друг? Не, Александар, концептот на емисиите ми е апсолутно ист како што беше. Имам неколку веќе подготвени, меѓутоа толку имам наплив на многу интересни гости, што едноставно не можам да се решам да направам некоја мистерија, затоа што овие нашиве никако нашиве мистерии да ги извадиме на површина. Кузмановски Александар, многу ми се допадна првите две емисии од ноќното шоу. За првата доби многу критики, ама јас мислам дека добро направи што го донесе Вранишковски, за да го дознаеме сите што ѓубре. Втората емисија исто така беше супер, бидејќи ја почитувам Мирка и како новинар, а оваа третава е класика, секоја чест за човекот со страните. Благодарам Кузмановски. Зоран Велјановски, пишувам прв пат, се викам Зоран од Битола, ги гледам неколкуте последни емисии, да не досадувам, многу кул сте сите. Ако може линковите од последната емисија во врска со македонските веб страни, фала Зоран, уште на почетокот на неделата ги доби од мене линковите. ЗГ Неготински круг, ова се повеќе момци. Она кој си го презентирал во емисијата, го работиме и ние една екипа, само поопширно и со поголем акцент на пропагандистичкиот дел врз Македонија и македонците. Страната која спремаме, наскоро ќе ја види бел ден, инаку со ЗГ Неготински круг, со момците сум договорен да се видам идната недела, па може да се деси и да гостуваат во оваа емисија, да видиме што па тие имаат да кажат во корист на нашата држава и нашата нација. Натаму, Ангел Нанчевски, здраво Миленко, јас сум редовен гледач на твоето летно шоу. Емисијата ти е доста интересна, ти ја водиш доста опуштени без трема. Ме интересира рачниот часовник што го носиш на десната рака, која марка е.
Ангел, тоа е една култна марка која се вика Jensen. Малку овие фраери кај нас знаат за тоа, сите знаат од прилика Rolex, Rado и така натаму. Jensen е една култна, инаку јапонска марка од времето на големиот Холивуд, ја ги носел Клер Гебел, Мерлин Монро и така натаму, меѓутоа тоа за луѓе што разбираат. Значи Jensen е марката, натаму нема веќе. Сега ќе се вратиме во студиото. Имам стап вечерва, значи што имам стап, морам да внимавате, оти нешто ќе се деси, ќе се случи. Мојата емисија по правило, јас се обидувам да имам само еден гостин, вечерва не можам да имам еден гостин. Тоа е посилно и од мене, и од темата, и од интересот што претпоставам ќе предизвика емисијата. Во гости ми се двајца луѓе со 100 титули. Тоа се професорите Тентов и Бошевски. Добро вечер, добродошле во мојата емисија. Добро вечер, добро ве нашле. Се надам дека се аклиматизираме малку, ја на вас, вие на мене, имам голем респект, сепак многу титули. Професорот Бошевски е и академик, и поранешен декан на електро, ние си го викавме јас кога студирав факултет со една своја специализација атомска физика. Тоа значи како се произведуваат атомски бомби, мислам се знае системот или е поширок контекстот на атомска. Мирнодопска атомска. Мирнодопска, значи добро. Ние сме миролюбив народ, веројатно. Од друга страна, професорот Тентов па се бави исто така што за мене многу интересно, всушност пробива компјутери и дешифрира и тоа е нешто како она што е оној филмот што беше Beautiful Mind со Расел Кроу, така нешто криптографија, тоа значи шифри пробивање, или? Делумно. Делумно, или? Значи безбедност, повторно мирнодопска. Сега мене сте многу атрактивни, атомска бомба, пробивање шифри, мамо. Рече заштита прво. Заштита да некој не пробие. Да. Добро. Прво да се заштитиме, а после друго. Ја предпоставам дека македонската јавност многу добро знае, се работи за двајца по мене гениалци кои успеваат да ја дешифрираат, односно да ја разоткриат, односно да го преведат делот од досега, од до нивното појавување непреведениот текст, средниот текст од прочуениот камен од Розета. Значи да појасниме, каменот од Розета е еден артефект од Египет, односно од Александрија, кој е нормално украден од британците, како што имаат украдено се од светот, па имаат направено во Лондон така своји музеи. Има 3 текста, јас сега да не должам, има 3 текста од кои средниот не е преведен. Моите гости, моите гениалци тоа го имаат направено. Вие гостувавте во повеќе емисии, веќе сте го гостувале. Сега има една пауза, веројатно во последните 5-6 месеци, јас не сум видел. И тие 5-6 месеци донесуваат нови откритија за кои ние денеска и ќе разговараме. Но да појдеме од основното, да појдеме од зошто каменот од Розета и од каде интересот. Професор Башовски. Прво мало мораме да коригираме. Не е баш сосема точно дека средниот текст на каменот од Розета не е дешифриран. Ние не бевме задоволни од сознанието на современата наука за неговото читање. Како е дешифриран? Читањето, за да се прочита еден текст на нежив јазик, мора некако да се прво дешифрираат знаците, да се определат, да се идентификуваат знаците, а после да се примени некој жив јазик и да се тие знаци озвучат, се добие азбуката, се добие правилата на читање и пишување. Она што современата наука до сега го имаше направено, тоа беше да за читање на овој текст го применуваше староегипетскиот јазик. Рачунајќи веројатно коптите дека се најблиску до тие што го пишувале овој текст. И нормално со таква основна предпоставка современата наука беше задоволна. Значи дека на каменот од Розета имаме 3 текста, од кои првите 2 се
напишани со различна азбука, очигледно, со хероглифи и со ова така наречено демонско писмо, али употребен ист јазик, египетски јазик. Тука беше првата наша сомнеш дека е тоа тачно. Зашто би еден текст бил напишан на ист јазик со два писма? Доснежните коментари беа дека е тоа сосема нелогично, дека тоа е исто како еден договор меѓу Америка и Русија да се напише два пати на руски, два пати на руски, али еднаш со латиница, а друг пат со кирилица. Мислим што е. Добро, од каде е интерес на двајца професори на електрофакултет за реално јазична тема? Па не би ја рекол дека е ова само јазична тема. Во овие моменти ова е тема на нашето обстојување. Тоа се согласувам. Секој македонец се интересира за своето потекло. Така и вие двајца? Сигурно. Добро. За тоа што се уште ни оспорува целиот свет, дека имаме своји корени, дека припаѓаме на еден народ кој е, како што сакам овака сликовите да кажам, библиски народ. Секој од нас сака да знае кои биле тие антички македонци, дали имаме ние некоја врска корен со тоа, да. Со нив и очигледно е дека живееме на иста територија, ако ништо друго. Со времената, или да кажеме историјата која јас сум ја учел, еве со професорот Тетов сме од иста гимназија од Јосип Брос, тој е малку помлад од мене, од една генерација каде што имам еден несимпатичен човек во целата генерација негова ми е симпатичен, сем еден, за кој нема друг пат ќе. Меѓутоа, значи ние кога учевме во Јосип Брос, и имавме сериозни професори по историја, ако се сеќаваш Перчинкова, Стаматова и така натаму, ние учевме дека сме словени, дека сме си дошле од таму од зад Карпатите, дека Дунав сме го минале со цевката што се дишало, нели? Со кожувчиња и така натаму, со медовина која се пиела, сме дошле тука, бидејќи сме биле диви, а тие биле питоми, сме ги испокаслували и сме се населили и од таму сме го донели јазикот. Тоа ние го знаевме. Сега ова руши се. Односно ја руши таа теорија. Па уште не ја руши теоријата. Ова треба да ја сруши. Јас само али тоа ќе ја сруши ако нашите сознанија се покажат дека се точни. Вака се да објасниме. Значи, ова е писмото кое вие го дешифрирате и е во природна големина. Всушност, каменот од Розета над тоа има писмо кое е на хиероглифи. Ова е писмото кое тврдиме дека е македонско и под тоа има писмо на старогрчки. Јас само ќе ја поставам она што јас знам малку, се тоа оставам натаму. Горното писмо за хиероглифите било пишувано и е назначено до клериците, значи до свештениците, до оние поблиску што се до Бога. Ова овдека е назначено до царевите, односно до владетелите, односно до нас македонците, кои го владееме светот од секогаш. И ова долу е до рајата, односно до пукот, односно до народот долу. Дали добро сватив или не? Не е потполно. Не е потполно. Сега вие ќе ги исправите. Тачно, горниот дел е напишан со хиероглифи и како резултат на нашето читање, на него општеле, пишувале, комуницирале високите свештеници. Така. Тоа било на еден слој на најобразованиот народ во Египет. Средниот дел, по нашите проучувања, овој што вие го преведувате, се вика, званично науката го вика демонско писмо, а ние прочитавме дека е тоа писмо на живите господари. А живи господари во тоа време беа фараоните, Птоломеевата династија, која е династија на првиот генерал на Александар Македонски, Птоломеј Сотер. Значи, династиите Птоломеи владееле 300 години со Египет и тоа е нивното писмо. Ја не би рекол да е тоа само македонско писмо. Во тоа време тоа било цивилизацијско писмо
односно во тоа време во Египет било службено писмо. На владетелите. Така даване Нормално наредби. владетелите се службени, тие владеат со На тоа држава. писмо се давани наредби, Пишувани диктирано. катастар, пишувани земјишни книги, пишувана проза, поезија, све што се пишува, као денес нашиот македонски јазик е службен јазик во Република Македонија. и најдолното писмо. Најдолното писмо. И тој Египет бил како и слично и нашата Македонија денешна, имала значајно национално малцинство, да го речем, кое ние го прочитавме дека се викале данајци. Значи и ти имале Односно следбеници на богот Данај, кој во митологијата е познат како еден од потомците на Ное. Значи, по наше, да не речам, шпекулација, тоа веројатно биле предците на денешните, како ги викаме, денешен народ кој живее тамо во северниот дел на Египет, коптите околу Асуанската брана. Тие и ден денес користат слично писмо. Веројатно, то било значајно национално малцинство во Египет. И тие си имале Охридски Имале договор. Охридски договор, веројатно. А за да ја разберат наредбата на фараонот, затоа наредбата е напишана На и на нивен- нивното писмо. Веројатно биле на високо интелектуално ниво. По наше мислење, тоа не се однесува тоа писмо на нашите балкански грци, него се однесува на египетски граѓани кои пишувале со тоа писмо и со тој јазик кој тамо го Значи, јасно биле де факто одредени преку писмото и сталежите. Тачно. Значи, целата хиерархија од Само државата. и пишува дека тоа се данајци од горен Египет. Така ги ословува во текстот. Тоа е она сега веќе што менуваме во сваќањата на современата наука, дека на каменот се напишани со 3 писма и со 3 јазика. Што е нормално да династијата која владеја со Египет да пишува на својот јазик. Да, тие што доле што окупирале. Да. Ево имате за пример, например во Индија, кога англичаните пред колку 300 години дошле во Индија, стварно прво својот јазик Го направиле значи службен. државен и до денес е се уште во Индија службен англискиот јазик. Иако индиците имаат стотини јазици, дијалекти своји и култура висока, али Колку време го работите ово? Колку време го дешифрирате? Инаку теоријата, не теоријата, него тврдењето 3 писма, 3 јазика не е оригинално наша. Таа негде обстојува од наоѓањето на каменот до 1910 година. Заради тоа што имаат проблем со дешифрирањето на средниот текст, за кој што научниците многу добро По го линија на знаат, помал отпор? тогаш преоѓаат во една друга фаза, која што е од 1910 па навака, и велат да, 3 писма, но 2 јазика, најверојатно. Де факто по линија помал отпор. Не успеат да го дешифрираат, па наоѓаат некои. Колку време се бавите со дешифрирање? Па некаде веќе 6 години. 6 години. Од 2001 есента. И почнавте од точки запирки, од нешто Не, многу споро, нешто почнавме многу од просто. прво, па и не е споро. Да Не, речеме, од многу просто, извини, не е бавно. За ништо не е бавно, мислам, по ниеден критериум не е бавно. Најпрви нормално, како што и на мнозинството на луѓе им изгледува неразбирливо и за нас беше неразбирливо. Мене ми е супер Некои неразбирливо. 3 до 6 месеци само гледавме и Во не слика. можевме ништо да осознаеме. Потоа поставивме основи, бидејќи ние потекнуваме од дел од науката во тоа е техника каде што бараме да осознаеме правила и тоа логички да се развива. Поставивме такви правила, почнавме полека да го правиме скелетот и сега сме веќе на ниво она што јас велам, некој трето, четврто деление, нели како малите деца почнуваат да зборуваат, прво кажуваат слогови, по еден, па два, па врзуваат Па еден, зборче. па два збора врзуваат и така натаму. Ако на почетокот бевме на тоа ниво, сега сме на ниво на четврто деление, можеби пето, Тука сте по-старо, осмолетка. осмолетка, каде што врзуваме веќе и сложени реченици. Добро, јас И со ме многу прашав други. кога почнавте за да го поставам следното прашање кое е поврзано со избиднувањето на крајот на лето на почетот на есента во Словенија.
Тоа беше на почетокот на летото, во јуни. На почетокот на летото, добро. Во јуни. Таму бевме да речеме, по покана на организаторите. Тоа е меѓународна конференција која што се одржува секоја година, тематска. Оваа година темата беше потеклото на европјаните. Се заинтересира затоа што најдоа податоци за нашата работа и постигнатите резултати на интернет. Се обратија до нас дали би напишале некоја статија за таа конференција. Нормално таа статија, како и секоја озбилна конференција, беше подложена на рецензии. Да, и што се случи со рецензиите? Рецензиите имавме, со еден од рецензентите имавме долги допишувања, дописи и така натаму за определени тврдења. Тој тврдеше дека најверојатно не е вистина, затоа што дека сме на погрешна патека, затоа што некои наши тврдења дека имаме зачестена употреба на предлогот на во македонскиот јазик и дека имаме членување кое што завршува на то, на таа и така натаму. Тоа што не зафркала татата, матата, дека збориме. За него е необјаснимо како тоа можело да биде во овој период. Значи зборуваме за вториот век пред новата ера, кога се знае дека македонскиот јазик до 14-тиот век немал такви карактеристики. Потоа, откако приложивме она што ние ги имаме како документи од разноразни изданија официјални на Руска академија, Чешка академија, понатаму познатото дело на староруски Сказна за полкот на Игор, односно Сказна о полку Игорија, дојдовме до ситуација кога рецензентот официјално ни се извини и рече дека неговите сознанија веќе се сега проширени со тој нов факт и дури предложи дека според негово мислење и според негови сознанија дека употребата на најта најверојатно оди многу подлабоко од вториот век пред новата ера. Многу подалеку. Да, многу подалеку. Значи од 2200 години назад. Многу порано од вториот век пред новата ера, тоа беше негов конечен коментар. И како се минавте у Словенија? Па бевме многу добро примени со нашето дело на затварање на конференцијата, дури така добивме со еден комплимент од претседавачот на конференцијата дека многу се срекни што дошли луѓе од Македонија кои што покажале како треба научно да се обработи оваа тема. Сега тоа на некој начин е сега целиот труд и меѓународно официјализиран дека веќе почетоците на меѓународната официјализација започнуваат, имаме реакции од да речем и од академикот Чудинов од Русија, кој што е председател на комисијата за средновековна и древна историја на Руската академија на науки уметности. Тој освен што тврди дека да речеме станува збор за руски текст, се потрудил, бидејќи нашиот труд на интернет е прикажан само во англиски, само на англиски јазик, тој го преработил она што било интересно, најзначајните моменти спрема него и на руски јазик, дава своји коментари, кои што се во се многу поволни. И прво вели дека тоа е едно извонредно дело, понатаму изнесува своји забелешки, мислења, кои што се сите позитивни. Смета дека е вистински превод? Да напоменеме дека тој во последните 8 години се бави во својата делатност со дејност со дешифрирање и преведување на написи напишани на руни. Тоа се исто така еден вид на словово писмо, кое што се среќава во Скандинавија и во делови од Русија. Но, сега околу тоа негово преведување може да дискутираме. Академикот, рускиот академик смета дека вашиот превод е исправен, не збориме, да. руски, дека е подетално. Он првиот негов потез да од англиски целиот наш реферат го преведе на руски е знак дека му предизвика големо внимание и да го постави рускиот текст на интернет како свој труд, али он дава и коментари на 2-3 страни. Тие коментари некаде се восхитувачки, некаде се критички, оглавном водата е тера на руска воденица,
Добро, тоа е нормално него. Меѓутоа, смета дека преводот е како треба. Зборови, букви. Не би така квалифицирале, не е екзактен, али, например, она што констатира, рече, ова е негови зборови, ова е сигурно славенски јазик. Тоа многу значи. Веројатно има длабоко предуведување за постоењето или непостоењето на македонскиот јазик. Веројатно кај него многу е јака она руската лидерска улога во славјанството, да не може да ако признае дека ова на македонски, тоа се смета дека ова е руши. Дека овој преводи вашите дека е руска школа. Веројатно дека е текстот под влијание на некоја руска школа. Смета дека ќе има импликации врз историјата воопшто, врз досегашното читање на историјата? Не само врз историјата, него и врз египтологијата, ако онија наши укажувања на судите, на писмото, на правилата на пишување се покажат дека се точни. Али една ваква, она неговата функција, председател на комисијата за средновековна историја на Руската академија на науки е значајна, али сепак има и кај него резерви, зашто не е лесно да се признае од таков авторитет нешто што е сосема различно во однос на досегашниот став на науката. Во словенците ви посочуваат дека има и на друго место вакво писмо, дека... Не, тоа и ние знаеме дека има, ово било цивилизацијско писмо, не има вакво пронајдено? Писмо. Пронајдено, постоја само, она досега беше заскриено под заблудата дека тоа е пишувано на египетски. Иначе има прво неколку вакви камења, има и писма на папируси, можда по 1000 страници. Веројатно во тоа време пишувале поред египјаните и овие персиците со истото писмо. Траги најдуваме во Европа. Например, академикот од Русија вели дека 17 знаци од ова писмо се исти со неговите руни, руски. Значи, ова било писмо со долговековна и на големо пространство расширеност. Можда 1000 години пред латиницата и кирилицата. Односно, некаде 1000 години пред новата ера. Значи, тоа било расширено цивилизацијско писмо во тој период. Затоа на почеток реков, ова не е само македонско писмо. Као што денес кирилицата не е само македонска, него пишуваат неколку стотини милиони луѓе во Европа. Као што латиницата пишуваат можда милиарда луѓе. Имаме француска латиница, германска латиница, турска латиница и англиска латиница, али сите буквите се тие, али јазиците се други. Различни. Така и било и тогаш. Одредени забелешки има, па тоа е писмо познато, па не може да се врзи со античките македонци. Тоа не е тачно. А ние пронајдовме и на наша територија, на Балканот, записи со ова писмо. Со вакво исто писмо. Мене ми интересува сега е време да Мене ми е само интересно, да, ќе минеме на тоа. Мене ми е интересно оној делот околу пирамидите што ви предложиле словенците да дека имало пирамиди со не предложија, тие посочија дека постојат, дека треба да ги бараме корените на ова писмо во Египет многу подалеку, некаде во периодот 35 и 30 век пред новата ера, кога во рамките на истражувањата на пирамидите се најдени камени бродови. Внатре во пирамидите? Во пирамидите напишани нова писма. Не исклучува нова писма? Да. Или во голем дел? Нова писма. Сега предлагам, имаме малку подготвено материјал, некој всушност го подготви професорот Тентов, го донесе да видиме прво како изгледа каменот од Розета на слика. Ете го погледот одназад и погледот однапред. Тоа е во Британскиот музеј на влезот, кој бил во Лондон. Да, еден од главните артефакти тоа.
Тоа е и најголемиот проблем што им го задаваме, зашто ние сега не измислуваме некој наш пронајдок, него Тој си е таму анализираме нешто што е веќе цел каде- свет го знае. Да. И сега, почитувани гледачи, вие може да пишувате пораки, јас ќе прочитам дел од вашите пораки на SMS-от кој ќе биде поставен, ќе го постават одржијата. Бројот е истиот од и минатите емисии. А во текот на емисијата еднаш, два пати, три пати ќе пробаме да прочитаме некој дел од вашите SMS-и, некако минатата емисија кога имавме мал технички проблем. Така да, минеме полека ние да ги разгледаме овие 10 слики што ги има, односно што ги Сега отвори. да придеме, би рекол, може би најдобро на делот од овие знаци што не се гледа ништо, како предовме во делот на озвучување. Добро, одиме со првата слика. Значи, ова е начинот како вие го откривате озвучувањето. Значи, левиот е знаци со иста форма и звучност. Не, левиот се знаци кои и ден денес имат иста форма и иста звучност. Да кажеме Ј. Ј е Ј, Р е Р. Д многу личи овие две црти на денешно кирилично Д. Да. Она би било Дж, српско Дж, Неко Дж, да. му фали само она црта која ја има во Одозгоре. при формирање на лигатури, чак и неа. Ламда и ден денес во грчката азбука има вредност. В е. В е латинично и е исто е као нашето, па после и латиница она го има и во украинската азбука и во Добро. кирилицата вако. О е О и самогласките се скоро. Значи, ова е едно олеснување. Да, во овие знаци ние најдовме исти знаци кои до ден денес за древните Многу како што слични или видите, безмокристи, да. Како гледате, не се малце. Негде околу 10 знаци. А тие од десната страна? А од десната страна, ова сакаме да илустрираме едно правило кое ден денес важи во лингвистиката при формирање на азбуките, дека ако сакаме одреден глас, односно два слични гласа да ги запишеме, употребуваме слични знаци. Например, Л и Л се разликуваат во означувањето со само едно кругче на Л повеќе. Тоа е Н, Њ, Н, Њ, К, Ќ, Г, Ѓ, Г, Ѓ, Ч, Ш, Шт. Во руската азбука имаме што и во бугарската азбука имаме што, во нашите говори во вевчанско, во струшко имаме што, така и во македонските дијалекти што е. Во латиницата имаме З и Ж. И овие всушност од десна страна што гледаме на екранот, тоа се Многу ни помогнаја, ако еден знак одредиме која вредност, која звучна вредност има, Овој другиот одма, ево, на пример, Л и Л. Видите, Л, последното, ламда, а ова Л е само една црта Само една горе, цртичка горе, има повеќе. Меѓу К и Ќ, видите, се закосени исто, али едното е со под прав агол, другото е под кос агол. Меѓу Н и Њ, Н е една коса црта, Њ две коси црти. Так. Значи, ова правило кој ден денес важи и во кирилицата и во латиницата, например, хрватски З и Ж, една црта само има коса на средина. Ц и Ч. Ц и Ч и други. Тоа го идентификува, тоа ние не го измислиме, него го најдовме во Бидејќи сите овие знаци, ако може назад само да се вратиме, сите овие знаци кои што се слични по облик, ние предпоставивме дека имаат слична звучност, ги има на каменот. Ништо не сме извадиле, измислиле, што е и нормално ако правиме методологија, не може да измислуваме, не е дозволено. Некаде на крај ќе се Дали има овде азбуката сега? Овде има, мислам, Додиме на следниот слайд. Има кирилица. Да. Ова е сега многу интересно. Ние успеевме да ги најдеме знаците за сите согласки и самогласки од македонскиот јазик. Сега што ги имаме? Сега што ги има. Колку согласки самогласки? Значи, Најдовме. А, Е, И, О, У. 27 согласки, ние имаме 26 плюс Шт. Кој го има во Кој делот? го има во некој дијалект. Го има и записано Значи, во истите согласки ги имаме. сите Сите З, Ж, Дж, Ч, Ш, и се. сите оние карактеристични за македонскиот јазик, например З. Да.
и З. Дзевгар, волови, вамо. Или звезда, вела Србите, ние велиме звезда. Звезда, така да. Дзид. Зид, зид. Да. Ж и З. И тука се мешува. Се меша С и Ш. Например, шведска, свенска. Да. Тие се викат. Што е... Значи, истиот број согласки. Истиот број согласки. И истите согласки, истите самогласки. Таму имаше 8. Во текстот идентификувавме 8 самогласки, а денеска нас имаме 5 задржани. 6 го има, ама не е во потреба, го има и во рускиот и во бугарскиот јазик, ето. Кна, кај нас Да, и уште некои зборови кои останале. Рѓа. Рѓа. То бил 6-тиот знак. И долго О и долго Е, кој во некои дијалекти од македонскиот јазик, посебно струшкиот регион, ревчанскиот, то долго О и долго Е во дијалектите од тој регион ги има во нашите овие научни трудови кои се публикувани. Така да појавата на 8 самогласки не е ништо необично, односно до ден денес во нашите дијалекти ги има. Значи, овдека на овој камен, односно сега кај нас седи хартија во студио, де факто истите, сега што ги имаме согласки, истите самогласки постојат и овдека. Другаче малку нацртани. Истите гласови би рекле, знаците се друга форма има, али гласовите се или како модерно вела фонемите се испи, а графемите нормално се другчи. Али поклопувањето на така голем број, да сите 27 сите, тоа не може да биде случајност. Така. Тоа ни дава малце повеќе храброст да идеме понатаму. Односно, тоа понатаму е да не се задржиме само на согласките и самогласките, кои се основни елементи на секое писмо. Тоа се као во нуклеарната физика атомите, а во хемијата од атоми се прават сите хемиски соединенија, али атомите се тие колку ги има во Менделевиот систем, основата на сета материја. Во јазикот, согласките и самогласките се основата на јазикот. Сега, со комбинирање на согласките и самогласките се прават слогови. Согласка, самогласка. Нашиот јазик е од типот тие јазици кои имат карактеристични слогови, согласка и самогласка. Согласката е она која носи информацијата на зборот, пошто во тоа време имало многу едносложни зборови, а самогласката е придружен глас, мада ние во своје време во гимназијата учевме дека самогласката е најбитна, а по наше длабоко убедување, согласката е карактеристика и она носи информација. Понатаму сега следат зборови, а и правила за одредени граматички правила, и ние сега најдовме негде околу 18 граматички правила, кои ден денес важат во нашиот македонски јазик. И се многу карактеристични за нашиот јазик. Например, пред малце што го рече, на, та. То потекнува од тоа време. И честата употреба на предлогот на, например, на нашиот наслов имаме 3 на. Потрагите на писмото и на јазикот на античките македонци. Во една реченица, во еден наслов има 3 пати на. Тоа е исто овде слично? Тоа е многу слично, многу потенцирано. Чак тие пишуваат посебна конструкција, пишување еден на еден знак врз друг, за да не го пишуваат она на. Значи, на, ши, везе, пишуваат едно врз друго, за да не пишат бидејќи од озгора е на. Се предразбира дека е на. Само една битна работа која што би сакал да нагласам. Она што го видовме како критика главна е дека ние сме зеле современиот македонски јазик, па сме оделе наназад. Тоа не е точно. Единствено што предпоставивме е дека како што атомите се составни елементи на материјата и не се менуваат, единствено предпоставивме дека само согласките и самогласките најверојатно не биле промениле својата звучност. И ништо повеќе од тоа. Она што доаѓаме до заклучок, па сега кажуваме дека некои граматички правила важат, тоа е добивање на резултат
ние добиваме резултат и можеме да споредуваме. Може на следниот слајд да преидеме. Овде наведуваме неколку граматички правила, но добиени како резултат на нашето читање. И се што даваме како пример, го среќаваме и во текстот, бидејќи текстот содржи некои 4.500 слогови знаци, се содржат доста граматички правила може да се применат. Првото е, да речеме, суперлативи на придавки. Ние не паѓаме дека денес правиме суперлатив со нај. Ние го добиваме тоа како резултат. Имаме живено или живен, или живко. Овде е најживко или вечниот. Понатаму имаме божен и најбожен. И двата збора, и божен и суперлативот најбожен, го има во текстот. Понатаму имаме множина на именки. Множина на именки е карактеристично тоа што се правило со додавка на и тогаш, а и денес доминантно така го правиме. Имаме господар и господари. Имаме шемо и шемои. Само за информација, зборот шемо означува свештеник. Свештеник и свештеници. Имаме нечленувани и членувани форми на именки. Имаме господар, господарто, ако е тоа во еднина. Ако е во множина, имаме господари и господарта. Ги среќаваме сите овие облици во текстот. Можеме на следниот слайд да одиме. Она што сега, скоро е, досега не го имавме кажано, тоа е формирање на женски род на именките, со додавка на истото тоа го имаме и во македонскиот јазик. Божица. Де е божество или Господ, ДА е Божица, и тоа главна. Дзе ако е светлина, ДЗА е прва светлина или зора. Првиот зрак и ден денеска. Само што ние велиме зора, тоа е првата светлина. Во однос на глаголите, она што е карактеристично, тоа е постоење на активна и пасивна форма. Имаме глагол назеве, имаме назевен. Значи, назеве прави, да се прави, а другото направен. Да. Карактеристичен е збор зашто зборувавме и првиот пример е со така наречена лигатура. Еве и начинот како се чита лигатурата, нели? Имаме два знака, едниот е со звучност зе, другиот со ве. Но на зе се наоѓа ве и се чита како назеве. Одозгора, да. Тоа на не се пишува, меѓутоа се чита како такво. С времена си така излегува. Само да го вратиме ако може слайдот. Имаме еден многу интересен збор. Тоа е на ши везе. На ши е камен. Тоа значи дека на камен везе, односно на камен пишува. Да. И ден денес го потребуваме тој збор кога некој убаво пишува, велиме везе. Да. Имаме на ши везен, на камен напишан. Значи, големината, должината на текстот дава една сложеност за негова анализа, но дава и една добра шанса да се сретнат различни форми повеќе пати, па да се направи споредба, да се вратиме назад. Ја бе тука сакам да се надоврза. Во науката познати се негде околу 150 глоси. То науката ги признава дека тие не личат на грчки имења, грчки зборови, веројатно се македонски, али се запишани со грчки букви. Али тие глоси се во еден облик. Нема кај нив нити множина, нити еднина, нити членување, нити она. Додека ние ги најдуваме зборовите во повеќе облици. Имаме сите овие 5-6 глаголите во основна форма, во пасивна форма, именките во членувани, во основна форма, нечленувани, придавките во основна форма, во суперлативна форма. Значи, тоа е многу повеќе него што тие глоси кои науката ги признава дека се македонски зборови, можат нешто да кажат за јазикот, а и за самите луѓе што го зборувале тој јазик. А сите овие правила кои ги илустриравме се ден денес останати во македонскиот јазик. То не значи дека е само ова останато. Веројатно има уште многу. Него тоа е открието. Тоа ние што во овој момент сме го идентификувале. Имаме уште професор Танто? Може да на следниот.
Тие сега веќе, да речеме, Посложени совпаѓања. посложени конструкции. Добро. Кога се даваат називи на народи или на жители на некој град, се употребува во тој период слогот ца на крај. Наставка. И денес велиме Македонци, Словенци и така натаму. Тогаш овде се прикажани народите, три народи, како се тие нарекуваат. Од десно на лево одиме. Првиот народ, тоа се деца на Модеа, тоа се деца на големата мајка, главна божица, тоа биле македонците. Добро, средното? Средното е Ѓуа Паци, бидејќи се Ѓуа е име за Египет, Па е горен. Значи, повторно Жители се на чита горен од Египет, десно на лево. од десно на лево. Се чита. Да. Значи, ѓупаци, горе имаме Ѓупаца, деца на деца на Модеа. Деца на Модеа, значи од десно на лево читаме почнува градаци. Инаку На средното имаме ѓупаци. Нели ние за ѓупаци имаме таму малку и погрден збор за тоа. Не е погребно, тоа битолчани ѓупци ги викаат. Ѓупци ги викаат, ама циганите ги викаат. Немаме цигани, ние ѓупци имаме. Имаме, значи не. Битола има ѓупци. Има и овие египтци кои се во Охрид. може и да бидат партија, да. И ова последното е? И последното е Сетонца. Сетонци. Тоа се жители на Долен Египет. На Долен Египет врховен бог бил богот Сет, богот змија, и затоа жителите на Долен Египет, бидејќи биле негови обожаватели, се нарекуваат Сетонци. Во долниот ред... Тоа како што ние сега викаме, што знам, босанци или црногорци. Црногорци, Унца на крајот има. србијанци, Летонци, литванци, Унгарци, има едно чудо унгарци, народи романци, кои завршуваат на унца. грци и така Ова натаму. долу? Ова долу се жители, Скопјанци. првите две од десно на лево Ево одејќи, ја ќе читам, Незо Бонца. на Зебонца. На Зебонца. Тука имаме еден интересен момент, како што напредуваме во читањето на текстот, навлегуваме и во нешто што досега било, да речеме, предмет на хипотези, митови и така натаму. Например, Мемфис како град бил познат и како град на душата на Пта. Пта е бог на младото сонце, или на првата светлина, или на ладната светлина. На Зебонца буквално значи градот на душата на Пта. Односно жители од градот на душата на Пта. Во тоа време имињата обично иделе према боговите. Народите добивале име према богот што го почитувале. Зато имаме сетонци или присталици на богот Сет, денес што би го рекле. Значи, во тоа време боговите биле доминантни во свеста на луѓето. А ние најдовме, овде не ни е прикажано во последно време и веројатно името што значи за македонците. Најдовме Мопаца. Мопац, као Ѓупаца, Мопаца. А Мо е Божицата мајка која ден денес е главната божица во археологијата која владеела на територијата на античка Македонија. Култот на големата мајка е... Култот на големата мајка е до ден денес, тоа би, као што е заштитничка на Скопје Богородица. А во пред христијанскиот период тоа била богината мајка. Така и религиите кои наследувале одија главните божества, само им дале други имиња, али богината мајка станала Богородица. Имам уште некој слайд? Можеме до крај уште два поима Ајде на да ги овој видиме слайд. уште дата слайда, молам. Не, тој истиот слайд, само двата поима. Аха. Претходниот. Претходниот слайд? Да, претходниот. Овде имаме уште два поима, во средина е Назево Гонца. Не знаеме, и не го знаеме името на градот, но за овие жители знаеме дека биле исклучително добри мајстори при обработка на дрво. И последното? А последното е веќе зборува не за жители на град, него за поклоници на некој култ. Ова се на Зен Јенца, тоа се Помладокот на младите кои што ја почитуваат месечевата светлина. И да одиме на последниот слайд? Да одиме на следниот. Интересно е дека
Тоа е она што нешто сега ново го откриваме, што зборува за нивото, културното и цивилизацијско ниво на овие луѓе кои што го пишувале тој камен, за кој што ние велиме дека се древни македонци. Имено при обраќање кон различните етнички заедници и сталежи во Египет, тие користат посебни обраќања. Например, овде вели нашве ѓупаца, а на неца Бого, и на зевето љубоветове деца на Модеја и на Бого Джо. Тоа од десно на лево. Од десно на лево. Да. На храмот на ѓупциве, на Богот Ананеца. Најверојатно ние сме први кои што успеале точно да го прочитаат заради содржината, заради начинот на кој што се изразувале владетелите во тој период, името на врховниот, точното име на врховниот бог на Египет. Тоа е името Ананеца. Во египтологијата најдовме дека постојат точно 153 варијанти како египетски со хиероглифите може да се чита. Ние велиме дека еднозначно е Ананеца, Бого кој што е наречен, сакан од кој што ги сака, љубове, сакан од децата на Модеја и на Богот Джо. Богот Джо е бог на животните, така да децата на големата мајка и на Богот Джо се светите животни. И тоа важи за македонците, бидејќи тие не разликувале поединечни свети животни, само свети животни, додека во соодветниот текст на древно грчки, односно на древно данајски, на соодветното место каде што треба, таму пишува, значи овде треба се дадат дарови на храмот на Богот Ананеца, на Богот Озирис. На Богот Озирис на грчки, кој што ги сакал светите животни. Овде вели во египетскиот, во древногрчкиот текст или древноданајскиот вели на Апис и на Мневис да се дадат многу дарови, тоа се имиња на два бика, на две свети животни, како и на останатите свети животни на Египет. Значи таму употребува друга форма. Но дефинитивно Апис и Мневис мислам дека не биле обожувани од грците, односно данајците на Балкан. Тие биле обожувани од данајците во Египет. Од египците, да. Од данајците на Ѓупа, на горен Египет. Но, овде само сакаме да укажеме дека кога се обраќа кон македонците, тој вели само светите животни. Значи да се дадат дарови на храмот на Богот Ананеца и на светите животни. Овде ги наведува двете свети животни, Апис и Мневис, и на останатите свети животни. Имаме и не знам само дали тоа го имаме како слайд, може имаме уште еден слайд или нема? Да видиме. Не, дали го имаме тој или не. Не, овде подоцна ќе зборуваме за тоа, ова е друго нешто. Не, тука е интересно што ние дојдовме до египетското име на богот Озирис. Изис и Озирис. Озирис е грчки изговор, односно грчко име на главниот бог на Египет. Ние читаме во нашиот текст дека пандан на грчкото име Озирис, македонците го викале египетскиот бог и вели по египетскиот бог Ананеца. Значи, Ананеца е египетското име на нивниот главен бог. Па имале проблем со читањето, затоа што не е лесно да се справи човек со 153 варијанти на едно име. И некаде 30-тите години во една книга на еден многу исклучителен египтолог, Сервалис Бач, сретнуваме да на египетски знаеме дека е поинаку, но за да можеме да се разбереме, ќе го употребуваме терминот Озирис. Значи референца употребува. Референца фиром. Сега ќе ми дозволите да отидеме со неколку реклами и со неколку пораки да прочитаме СМС и потоа да влеземе во другиот дел од емисијата. По утрото денот се познава. Онаа прва нежност,
Nasmevka, miris, vkus. Dobro utro, babi i dedovci, majki i tatkovci, sinovi i kjerki. Za sekoj, sekade. I do sledniот сон, следното будење. Добро утро, Македонија. Паскалин кафе. Novi Nektar Plus ananas pomoranđa. Nova neobična voćna kombinacija. Ananas pomoranđa, pazi kad ne verujem. Misliš da je istina? A, ko što i meni Keva robot. Brate, robote. Neverovatno, ali istinito. Novi Nektar Plus ananas pomoranđa. Nije svejedno. За темите за кои другите не сакаат да зборуваат, за кои се плашат, за кои не сакаат да ги отворат. Пред полноќ, секој петок на Канал 5 телевизија. За сите автоманијаци, прв македонски интернет портал за автомобили. Проверете ја, најголемата онлайн база на нови и половни возила во Македонија. koli.com.mk. Страстно кон автомобили. Проверете. Ај сега да прочитаме неколку SMS-и. Поздрав до емисијата и до гостите. Крајно време беше некој да ја отвори оваа тема со вакви гости. Поздрав од Велес. Натаму ги гледате телефоните каде што може да се јавувате. Миленко, гостинот во претходната емисија ти беше топ, благодарам. Браво, браво. Од сега само вас ќе ве гледам. Одлична тема, честитки. Има ли уште или да се вратиме? Да, Миленко, мислам дека за ова откритие ни завидуваат дури и русите. Тоа во текот сега при крајот на емисијата ќе го издискутираме. Има една интересна бајка руска. Браво, господин Велковски, што ни возможувате да гледаме емисија од кои можеме да научиме работи за нас самите. Само така продолжите. Поздрав од Сашо Битола, веројатно. Има ли уште некоја? Што ќе кажат на обвинувањата? Што ќе кажат на обвинувањата, претежно од грчка страна, дека кодот секој може да си го дешифрира како сака и дека германците го дешифрирале како германски. Ете со тоа прашање од Има такви обвинувања грчки дека секој си го дешифрирала како сака? Па ова многу често обраќање на нашиот сајт на Google е од многу грчки припадници од Грција, па што све пишувале, кој знае. Добро. Да. Не, она што е германски знам во Словенија го дискутиравме. Ним им забележуваат дека онака како тие ги читаат нивните написи што ги наоѓаат на територија на Словенија, а кои се напишани со варијанта на ова име, на ова писмо, дека може да се прочита и на германски, но нашето читање дефинитивно се разликува од словенечкото. Тие и не замолија оваа методологија да ја примениме на некои текстови кои што ни ги дадоа нивни и првично мислам има соодветни резултати, но ние дефинитивно тврдиме дека методологијата таква каква што е нуди уникатна можност. Таа како методологија е уникатна во светот по тоа што за прв пат во слоговите писма се озвучуваат и согласките и самогласките. До сега во слоговите писма, иако признаваат дека се слогови писма, ги озвучуваат само согласките. Самогласките се кога играме джамли, кому иде. Да, ако дојде. Да. Видите за ова дека може и на германски. Па можда може, ама Птолемеите биле од Птолемаида, а ископините на Птолемаида се на 50 км од Хераклеја, а Хераклеја го знаете во Битола. Одма а германците се тамо негде, да? Германците тамо се далеку.
И ја не знам дали германците можат да најдат во нивната граматика вакви сличности како што ние илустриравме само еден дел. Да, и така натаму. Не, Да. и германците- Тоа е малку модерно, имаше баш гледав некоја емисија. Па званичната наука ова го прочитала на египетски, па Така. може и на германски да го прочита, може и на руски, може руски е близко и до има некои такви, еве имаше гледав баш Германците не се занимаваат многу со ова писмо, затоа што велат дека варијантата на тоа писмо што се користи кај нив се занимаваат за време на нацистичка Германија многу со овие знаци, меѓутоа повеќе како символи, а ставот на званичната германска наука денес е дека тие знаци се користеле единствено за епитафи надгробни споменици, нема сочувано никаква литература во однос на тие знаци. Ако тие не може да се ги прочитаат нивните знаци, овие знаци да ги прочитаат на германски, малку потешко. Не, велам има знам гледа за баш такво некоја дело. емисија пред некој ден, вели дека и ова за Нострадамус е така комплицирано пишувано, да ако сакаш да си прочиташ, можеш да прочиташ, да кажем, Миленко, односно Софија Лорен го сака Миленко. А да, меѓутоа тој рече дека големиот земјотрес ќе се случи на 17 август, односно на 11 август, така го прочита, се случи на 17 август 1999, а од 7 до единица може да се случи Може да има мала во грешка. препишување. Да, да. А да месецот и годината ги погоди, а и градот го погоди. Пошто беше градот на двете мориња, а тие од каде го најдоа пари, исто не знам. Нивна работа. Видите, ова е едно мешање на поимите. Со ова писмо може да се пишува на сите на многу јазици. Ја тоа го реков. Така. И на асирски, и на египет. Така. Али као што денес латиница може да се пишува и на германски, македонски и на пишува. француски, Може. и македонски, и хрватски. Така и тогаш, Тоа е со ова писмо, писмо така. пишувале повеќе народи. Али ова писмо е пишано од Птолемеите, а Птолемеите биле антички македонци. Нормално да го пишувале на својот На свој јазик. јазик. Не пишувале на а Бидејќи тие не биле германци, биле Добро. антички македонци. Откривме ли тогаш овде, пишуваме, знаеме ли што значи Македонија, македонци? Имаме ли? Овде не, меѓутоа ние македонци знаеме. Најдовме прво како се сами нарекуваат. Се нарекуваат деца на Модеја. Деца на Божицата мајка. Нормално е, ако се жителите на една земја деца на Божицата мајка, по некои непишани правила во тоа време дека боговите се битни, како што видовме пред малце, За другите градови. за градови, за држави цели, сетонци, зебонци, Египци, данајци, така натаму, да. боговите се битни, тогаш Македонија е само една кованица, што велат хрватите, од три поими: земја на Божицата мајка. Имаме Маке, многу личи на мајка, Дона на Господја и Ија, а Ија најдовме дека значи земја. И ден денес многу земји завршуваат на Ија. Значи Турција, мајка, земја, мајка, жена, на земја. Мајка, Дона, Божица, А мајка, главна Божица мајка на земјата, да. Земја на Божицата мајка. Значи земја на Божицата мајка. Ако се Односно расчени- земја каде што се почитува Божицата мајка. Тоа значи Македонија, не значи некоја символика или некој Значи земја каде што Народот ја жителите почитува ја почитува Божицата- таа и таа Божица во случајот Божица мајка, која и ден денес се знае дека И од тамо од тоа е Може да- кованицата Македонија. Македон, Ија. Ија земја. сега како да му го објасниме ова на Нимиц таму во Њујорк или на тие таму? Не смееме да му го објасниме. Зошто не смееме тие? Ние тројца Тој смееме, ни тие дал некои други може не задача, ни смеат од дал да не политика. смееме да го користиме нашето уставно Па тоа не е ни уставот, тоа на племето наше име сме почитували, а се уште ја И не е почитувам. ни многу страшно име, тоа е побожно. Баш не Значи, земја каде што се почитува Божицата мајка. А секој археолог ќе ви каже дека во Македонија, на нашата територија, најповеќе се почитува Божицата мајка. Тоа како некаков божичен матриархат, нели? Па ево, гледате Скопје, на Скопје заштитничка е Богородица. Имавме уште два слайда, да не ги заборавиме, професор Тентов. Може ли да ги видиме? Последните два. Последните два. На слайдовите, на првиот слайд се прикажани текстови кои што се од може да ги артефакти Не, ќе ги најдем. Ќе ги видиме слайдовите. откриени во Македонија. Еден од коментарите
беше дека во Македонија нема најдено, но еве Дека нема најдено од ова писмо. Добро. Материјал со ова писмо, но еве благодарение на почитувачи, колекционери кои што, да речеме, после нашата презентација и промоција на она што ние го направивме, дојда со коментар, па не описменивте, досега ги имавме, не знаевме да ги читаме. Не знаеме да ги прочитаме. Да. Ова е од наше Кокино? Во околината на Кокино, на една плоча над извор, значи дека текстот вели следното, дека водата припаѓа на Богот во, тој е Богот на водите, вашиот народ да ја пие. Водата која во припаѓа на Богот на водата, тој ја дава, народ ја дава на народот, вашиот народ да си ја пие. На кладенец, на извор. И ми ја пушта да пие. Сега, многу јако. Позитивен проблем, јас велам позитивен, затоа што позитивен проблем е следното. И овој наод, и следниот кој што ќе го презентираме. Ова е во Маријово. Во Маријово се е датирани од страна на археолозите дека се стари потекнуваат од 3000-та година пред новата ера. Значи од овде до каменот од Розета имаме 2200 години, од каменот од Розета до овие артефакти имаме 2800 години. Значи од прилика од денес имаме до овие артефакти 5000 години. Толку е постар од каменот од Розета, 2800 години. Па не сме многу стари ние. Али сме и тогаш биле писмени. Еве го е. И тогаш сме биле писмени. Да, има еден мој пријател вика на американците државата е стара колку на Делом и Амбарот. Село. Што викаш пред 5000 години па сме биле писмени. Еве овде пред во Маријово, ова е само да речеме интересен момент од еден гердан од каменчиња, од црн гранит. На едно од каменчињата е ова напишано. Најдобрата душа. Тоа бо што значи? Од десно на лево читаме. Душа. Бо на иои, најголем на небесата, душата најголема на душите, затоа што на иои и на крај е множина. На Данаја. Тоа се чита Данаја. На Данаја. А на Гино, потоа имаме еден символ кој што не го откривме на каменот, но кој што го има во хиероглифите. Триаголничето со и прашалниците под него, да. И триаголничето со окото внатре. Така. Него го има во хиероглифот за Ананеца, во хиероглифот за Ананеца. И масоните го превзеле после тоа најверојатно, затоа што се оној кој што се гледа, не потекнуваат од нас. Море копирале од нас тие. Тоа допрва треба да се види, но тоа не го тврдиме. Ја на последните 3 може да ги прочитам, тоа значи Бог. Да. Тоа го имате последните, имате 96 пати на се споменува Бог. 3 пати вертикални црти. А тие 3 вертикални црти ги најдуваме во Русија во 10 век, во нивните артефакти руски. 3 вертикални црти руските научници ги озвучуваат со Бога. А ние велиме Бого, бидејќи кај нас се богомили, не се богамили. И... Добро, тие трите цркви, трите цртки, што значат Бога, има ли врска тоа со во име на Отецот, Синот и Светиот Дух, или тоа е потоа тоа извадено? Бого... Затоа што ете во Хераклеја има еден крстилник кој нема на светот таков, каде што некрстените влегувале по 4 басамака и излагаат по 3. И стануваат крстени, ги крстат. Мислам, има некаква конекција? Буквално Бого како поим, значи душа апсолутна, душа возвишена. Тоа значи како поим. А него тоа може ли да го напишат и со 2 знака слогови? Имаме знак за Бо, имаме знак за Го. Имаме придешта Божен. Затоа што кога се пишува Бог, луѓето не смеат да користат знаци кои што ги користат во нивната кореспонденција. И затоа користат знак... Нешто што е различно. Нешто што е различно да се обратат кон Бога. И сега на ова овдека, може да го видиме? И сега на ова овдека, на колку места има... 96 пати има 3 вертикални црти. И кои значат Бого. Еве овдека, да кажеме овдека, има 3 вертикални црти, така? Да. Бого на Вејо. Еве овдека повторно има 3. Тоа све значи... Тука се зборува за
во кои храмови, на кои богови да се постави овај каменот од розета, што го викаме, тој обелиск. Значи, овде три врсти богови, од десно на лево. Од десно на лево и